Љуботен е најдоминантниот врв на шарпланинскиот масив. Кога ќе стигнете на највисоката точка, оттаму се видливи повеќе места во регионов, но и други врвови во земјава. На надморска височина од 2499 метри, овој пат се искачија стотина планинари. Турата е дводневна. Дел од нив првиот ден пристигнаа од Попова шапка во планинарскиот дом Љуботен, а следниот ден се искачија до врвот. Пешачење кое трае околу 2,5 часа во еден правец. Времето и временските услови ни се погодија така да го искачиме овој врв, да биде традиционално исполнето тоа што го организираме секоја година. Во текот на искачувањето немавме никакви проблеми. Сега нормално има помалку искусни планинари каде што им се помага да се качат. Беше организирана колоната, имавме наши членови помеѓу колоната. Со наша помош, значи сите планинари се искачија на врвот. Голема благодарност до сите гости што дојдоа. Денеска тука имаме гости и од Београд, од Скопје, од Куманово, од Кочани, така да има и од Прилеп. Мислам дека убаво си помина, се потрудивме да бидеме добри домаќини и се надевам дека ќе не дружат и понатаму. Оваа планинарска тура беше одлична можност за промовирање на природните богатства на земјава, што придонесува за развој на планинскиот туризам. Оној што еднаш ќе се искачи на Љуботен, повторно тука се враќа, велат странските туристи. По први пат на Шарпланину и на Љуботен стварно Прв пат сум на Шарпланина и на Љуботен и навистина е прекрасно. Прекрасна е природата, а и организаторите од клуб Љуботен се одлични домаќини. Навистина уживав и се разбира дека повторно ќе дојдам. Што почесто, толку подобро. Слушнав дека кој еднаш дојде на Љуботен, повторно тука се враќа. Планинарскиот клуб Љуботен во текот на годината организира повеќе планинарски тури. Искачувањето на Титоврв, на многобројните езера познати како Шарпланински очи, врвот Кобилица, местноста Триводи и многу други. Искачувањето на Љуботен е една од поатрактивните тури. Прв пат од Скопје сме, не сме во планинарско друштво, со нас се 4 луѓе од Кочани, Осогова. Ние сме 5 души од Скопје. Па следно пред едно 30-50 години. Планината е иста, денеска времено се погоди. Стари пријатели се стари пријатели. Нема ништо подобро него да дојдеш што ни заедно горе и полека се враќаме назад. Да бидеш во друштво со повеќе планинари од државата, значи нешто е посебно. Група од 6 планинари, кои редовно земат учество во склоп со планинарскиот клуб Љуботен и редовно ги посетуваат сите планирани активности што ги поставува планинарскиот клуб Љуботен. Прв пат на Љуботен, убаво ми е, многу. Супер ни се погоди времето денес, фантастичен поглед, морам да кажам, фантастична природа. Малце тука на крај беше тишкичко, али има гајла. Jer да кога видов од Скопје снежен, паника ми беше, али не е проблем. Следното организирано планинарење ќе се одржи во декември. Патеката ќе биде на релација Тетовско кале преку Сетоле и Варвара до Лешок.